Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е промена на статутот на Регулаторната комисија за енергетика и ова решение е на некој начин след на тоа што оваа комисија мора да работи согласно закон и согласно свој статут, с оглед на тоа што дополнително се воведени нови услуги во однос на Регулаторната комисија за енергетика, тоа се водените услуги и комуналниот отпад. Соодветно, ова треба да биде регулирано во статутот на Регулаторната комисија и целата работа на комисијата треба соодветно да биде усогласено со Законот за енергетика, Законот за утврдување на цени на водени услуги, Законот за утврдување на цени на комунален отпад, Прекршочниот закон и една друга точка вметување на сајбер безбедност, што представува сублимат на сето она што представува нов статут на Регулаторната комисија. На почетокот во овој статут се регулираат повеќе работи, се менува името на Регулаторната комисија за енергетика, во иднина ќе има две имиња. Долгото име го содржи следниот наслов: Регулаторна комисија за енергетика, водени услуги и услуги за управување со комунален отпад во Република Македонија. И ова е во ред. Ова е во ред затоа што овој наслов ги опфаќа трите компоненти кои ќе ги извршува ова регулаторно тело, за кое има надлежност и соодветно има финансирање од страна на корисниците на услуги на ова комисија. Меѓутоа, проблематично за мене беше краткото име на оваа комисија и на некој начин, познавајќи го капацитетот на луѓето кои раководат со неа и нивниот однос генерално кон стварите, кон политиката, и не ме чуди што остана оваа решение. Имено краткото име на Регулаторната комисија за енергетика, сега и водени услуги и комунален отпад, ќе биде повторно РКЕ. Значи, само Регулаторна комисија за енергетика. Реагирав и на комисија, ова може да предизвика некои недоследности, особено кога ќе користат краткото име, затоа што испаѓа дека оваа комисија се срами или не сака во своето кратко име да бидат содржани делот на водените услуги и посебно комуналниот отпад. Значи, една комисија, ајде да кажам вака, салонска, навикнана да раководи со големи средства, не сака да се занимава со комунален отпад, односно не сака во името да го содржи овој дел за која ќе има надлежност, што за мене е вака малце небитна толку работа, меѓутоа само по себе зборува за кои луѓе ја водат ова комисија и на кој начин делуваат и политички и практично. Сакав посебно да се обрнам на тоа што е воведено ново поглавје сајбер безбедност и се надевам искрено дека овде ќе се постигнат одредени резултати, затоа што генерално безбедноста во информатичкиот дел, во информатичките технологии, така наречена сајбер безбедност во државата ни е катастрофална. Знаеме примерот со дојавите за бомби во средните училишта, во основните училишта, во разни објекти на државата, како помина. Едноставно државата од почеток до крај не најде решение и на крајот реши да ги игнорира. Знаеме дека државата во овој период имаше сајбер проблеми во фондот за пензиско, страната на владата, страната на Министерство за финансии, беше хакирана страната на Министерство за образование и така натаму. Значи, готово да немаме институција каде што немаме проблеми со оваа проблематика. И генерално се потврдува тоа дека во државата нема соодветен систем интегриран кој ќе управува со ова сајбер безбедност, туку секоја институција индивидуално си ги решава проблемите, односно се снаоѓа како што може и нормално е за очекување со мали ресурси
да постигнете мали ефекти, односно беззначајни ефекти, и да бидам искрен, не очекувам дека ни оваа регулаторна комисија ќе постигне некои значителни резултати во однос на сајбер безбедноста, затоа што тоа треба да биде интегрирана, единствен систем кој ќе гарантира безбедност на целиот информатички систем во државата и на сите државни органи. Меѓутоа, со оглед на тоа како оди темпото на дигитализација и поврзување на институциите, за очекување е дека ваквиот хаос ќе продолжи и понатаму ќе имаме индивидуални решенија кои нема да гарантираат решение. И како е потребно сајбер безбедност, затоа што генерално работата на оваа регулаторна комисија и надлежностите директни и индиректни и како се погодени од конвенционални и неконвенционални, да не кажам, скандали во однос на ова проблематика. Ќе спомнам само неплаќање на сметки, нерегулирање на диви приклучоци, диво премостување внатре во објекти пред и после бројачот и така натаму. Никако државата да створи ред во оваа проблематика. Регулаторната комисија и како е поврзана со користењето на електричната енергија и на некој начин и делот кој не е наплатен, затоа што и како влијае на крајната цена, која мора да ја плаќа секој граѓанин за сите оние кои не плаќаат струја. Имавме скандал во оваа комисија, и ненападнати компјутери. Комисијата знаеше кој има лиценци во државата за продажба на струја. Не беше нападнат системот, меѓутоа истите тие фирми и направија скандал на самата регулаторна комисија, односно не си ја завршија работата за која добиле лиценца, не ги извршија основните пазарни своји постулати, односно да извршат услуга на граѓаните кои побарале, односно склучиле договор со тие фирми, и сето тоа беше забушотено со одземање на лиценци, без да се до крај расчисти скандалот и да се увиде на кој начин се направија големи штети за претстопанството на Република Македонија. На некој начин, реков, добро е да се воведе сајбер безбедност, меѓутоа искрено се сомневам дека со средствата кои ги има оваа регулаторна комисија, со досегашниот пристап како ја решаваме таа сајбер безбедност и упорното недигитализирање на општеството, односно невоспоставување на централен и единствен систем за сајбер безбедност, сите наши институции ќе бидат погодени и на некој начин на удар на луѓе кои мислат лошо на институциите. Благодарам.